И ВМРО ДПМН и СДСМ денеска објавуваат скандалозни детали за двете големи трагедии во Македонија – модуларната болница во Тетово и кочанската дискотека Пулс. Според информациите на владеачката партија, Министерството за здравство, кога со него раководел Венко Филипче, дозволило изградба на 16 ковид модуларни болници, кои не ги исполнувале минималните технички услови и не смееле да се користат за никаква здравствена дејност. Од ВМРО ДПМН обвинуваат дека болниците били изградени без да се почитуваат законите за градење, а одговорното лице за техничките спецификации било назначено токму од Филипче. Спорна е техничката спецификација која ја прави одговорното лице назначено од Венко Филипче, каде што подоцна се констатира дека не е во согласност со ниту еден стандард за изградба на објекти од областа на здравството. Не се почитувале Законот за градење и Законот за здравствена дејност и не се почитувале минималните технички стандарди за заштита од пожари и експлозии. Исто така, многу важно за овој случај е што овие болници се набавени и поставени како стоки, а стоки во ниту еден случај не можат да бидат користени како објект во кој се обавува здравствена дејност. СДСМ пак обвинува дека трагедијата во Пулс се прикрива од власта и дека тогашниот началник на СВР Штип, Дејан Слатировски, е директно одговорен. Партијата прашува дали постои наредба за акциска контрола во која пишува дека вратите на дискотеката треба да бидат затворени, што е спротивно од процедурите. Дополнително Слатировски е снимен од безбедносните камери пред објектот, но полицијата не влегла на време. СДСМ прашува зошто обвинителството не поднесува обвиненија против Слатировски и дали тој е заштитен поради блиските врски со врвот на власта. Обвинителството и власта мора да одговорат зошто нема обвинение против тогашниот актуелен началник на СВР Штип Дејан Слатировски. Тој знаел или морал да знае дека во наредбата за акциска контрола спротивно на СОП стои дека ќе бидат затворени вратите во дискотеката Пулс. Понатаму, зошто обвинителството не го објави јавно видеото на кое се гледа началникот на СВР Штип Дејан Слатировски во периодот од 12:30 часот до 1:20 часот пред дискотеката Пулс во Кочани? Дали обвинителството го запраша Слатировски што барал во овој период пред дискотеката и зошто полицијата не влегла да врши акциска контрола како што било предвидено во 12:30 часот? Од опозицијската партија обвинија и дека ниту еден од актуелните функционери на ВМРО ДПМН не е опфатен во истрагата за пожарот. Вчера обвинителството ја затвори истрагата за 46 лица кои имаат поврзаност со пожарот во Пулс на 16 март, каде 62 лица го загубија животот, а над 200 беа повредени. Тамара Тичевска, Сител телевизија.